Централен дневник на К1. Добро вечер. Еве што ќе гледате во него. Нов повик за практиканство. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења. Интензивни градежни активности во Кавадарци, завршени реконструкциите на повеќе улици во градот. Сашо Димовски и Владимир Јанковски се добитниците на годинешното Рациново признание. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења преку новиот повик за практиканство. Министерот Спасов потенцираше дека ова е само една од мерките кои придонесуваат за намалување на невработеноста во земјава. Нов повик за практиканство. Околу 500 млади невработени лица ќе добијат можност да се стекнат со практични знаења преку оваа владина мерка. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов потенцираше дека ова е само една од мерките што беше воведена со цел намалување на невработеноста и намалување на невработеноста кај младите лица во Република Македонија. Воедно нагласи дека ова е одлична можност покрај за невработените и за приватните компании под поволни услови да ги ангажираат младите невработени лица да ги обучат во нивните работни простории и да се стекнат со првото работно искуство. За оваа мерка за оваа година имаме обезбедено буџет во износ од 9.450.000 денари за вкупно финансирање на 500 млади лица за мерката практиканство. Ги поттикнувам сите приватни компании да искористат оваа можност, да аплицираат на огласот кој што денес се објавува. Исто така ги повикувам и сите млади невработени лица кои што немаат работно искуство да аплицираат на оваа мерка. Спасов додаде дека во изминатите неколку години практиканството како мерка го искористиле над 2500 млади лица, од кои што 1590 се веќе во работен однос. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, пак Владко Поповски, рече дека оваа мерка е можност за младите лица да постигнат некој успех во практичната работа, односно да создадат работно искуство кое што е многу важно за понатаму во нивната работна кариера. Средствата за оваа мерка се од вториот грант, од доделениот вториот грант на Агенција за вработување страна на Европската унија. Со тоа што ние продолжуваме понатака со нив соработка, продолжуваме да добиваме нови грантови. Но сепак сите овие грантови што ги добиваме се насочени кон една цел, а тоа е намалување на невработеноста, намалување на невработеноста кај младите и помош да тие да успеат во она што го замислиле со самото завршување на образованието кој што го стекна. Огласот е објавен денеса, ќе трае во следните 20 дена. Доколку има потреба, истиот ќе биде продолжен. Надлежните велат дека за овој проект најчесто се јавуваат мали, средни и големи компании. Интензивни градежни активности во Кавадарци. Заврши асфалтирањето на улиците Благој Костик и Вано Гунев. Паралелно со ова се изврши реконструкција на делот тротоар на улицата Страшо Пинџур во должина од 230 метри, на кој беа поставени бекатон плочки со површина од 600 метри квадратни. Комуналната изградба во општина Кавадарци е во полнек. Заврши асфалтирањето на улицата Благој Крстич. Станува збор за улица од источната страна на зградата на локалната самоуправа со површина од 270 метри квадратни. Со овој зафат беше опфатена и 1/3 од задниот двор на општината, поточно спојот на улицата со влезот во дворот на општинската зграда. Руинираната цементна основа сега е заменета со нова асфалтна подлога со вкупна површина од 160 метри квадратни. За оваа намена на дел од улиците и дел од дворот се инвестирани 705.592 денари. Комуналната програма е во полнек. Се работи, неодамна имавме завршување на Благој Крстич во строгиот центар, на одредени позиции Вано Гунов и одредени позиции внатре во градот, како што беше и тротоарот на улица Страшо Пинџур.
Во моментот се работи на асфалтирање на една улица и на бекатон коцки во селото Сопот и подготовки во селото Марена, а наскоро ќе отпочне со реализација на една улица во селото Дреново. Исто така завршена е реконструкцијата на улицата Вано Гунев. На барање на жителите се изврши замена на гранитните коцки со армирано бетонска подлога. Именно поради конфигурацијата на терен, дел од куќите на оваа улица редовно се среќаваа со проблемот на избивање на влага во внатрешноста на зидовите кои се под нивото на улицата. Беше утврдено дека при обилни дождови водата продира преку споевите на гранитните коцки и понира во зидовите. Општината пристапи кон санирање на овој проблем вложувајќи 400.000 денари од буџетот за комуналната изградба. Така што оние 4-5 компании кои што се ангажирани во поголем дел работат на терен или во зависност од временските услови, бидејќи и оваа година имаме врнежливо време, тие ќе продолжат со работа со неспален интензитет. Паралелно со ова се изврши и реконструкција на дел од тротоарот на улицата Страшо Пинџур кај просториите на Слога. Станува збор за потек во должина од 230 метра на кој беа поставени бекатон плочки на површина од 600 метри квадратни. Со овој зафат се подобрија условите за непречено движење на пешаците во насока Кавадарци-Ваташа и обратно. Кабелските оператори ги вкопуваат под земја своите кабли. Понатаму истото треба да го направи и ЕВН. Ова доаѓа по направените анализи за преплетени кабли во градот, а при неодамнешната интервенција на противпожарно возило на Мегдан беа искинати дел од нив. Кабелските оператори своите кабли ги вкопуваат под земја. Анализите покажаа дека на некои улици во градот има премногу преплетени кабли, а при неодамнешната интервенција на противпожарното возило на Мегдан беа искинати дел од нив. Во првата фаза, кабелските оператори веќе ја започнаа работата за вкопување, а во иднина и ЕВН постепено ќе мора да го направи тоа. И они ќе треба континуирано полека да ги ставаат, значи првата фаза ја гледаме како ќе се одвива, ни дава одредено искуство, значи зборуваме за долгорочна политика во овој сегмент. Поради поставувањето на каблите на операторите, бавно се вршат работите околу поплочувањето на десната страна на улицата 8 септември во центарот на градот. Поспороди од две причини. Едната причина се шахтите, втората се подземните кабли што ги ставаме за операторите, за да веќе немаме надземни кабли. За информација на граѓаните на Велес, имаме дадено сугестија и ајде да не кажеме наредба на операторите да во иднина полека ги отстрануваат оние жици прајажини што се сплетени през сите улици во градот, дел по дел, да нема да има веќе надземни кабли. Операторите повеќе нема да можат да поставуваат воздушни линии. Целата инфраструктура ќе мора да ја стават под земја. Учениците од основните и средните училишта во земјава од утре започнуваат со екстерно тестирање. 570 ученици ќе полагаат екстерно во најголемото основно училиште во Велес Васил Главинов. Резултатите од тестирањето 9 оделенците ќе ги добијат на 13 јуни, а останатите ученици на 17. Од утре започнува екстерното тестирање на учениците од основните и средните училишта. Најголемото основно училиште во Велес Васил Главинов е подготвено за полагање на екстерното тестирање кое ќе се спроведе до 11 јуни. Учениците се веќе запознати со прашањата, бидејќи неодамна се наоѓаат на интернет страната на Министерството за образование и наука. Вкупно 570 ученици од ова училиште ќе полагаат екстерно. Училиштето Васил Главинов е подготвено за ова тестирање. Учениците се подготвени, значи работеа со своите предметни наставници. Компјутерите исто така, информатичките, сето тоа го подготвивме. Во функција ставивме 150 компјутери им се располагање на учениците, распоредени во 8 кабинети. И за утрешниот ден имаме 570 ученици кои што ќе полагаат. Екстерното тестирање се спроведува веќе трета година, а очекувањата се дека и овој пат учениците ќе ги потврдат резултатите од целокупното учење во текот на годината.
На учениците што веќе го работеле во текот на годината, на еден начин да го заокружат, да си го потврдат резултатот, тоа што научиле нормално, иако веќе на крајот беа и засилени нивните вежби по сите наставни предмети и мислам дека ќе си ги постигнат заслужените резултати, така како што се подготвиле. Според Државниот испитен центар, оваа година вкупно 178.648 ученици од основните и средните училишта од земјава ќе полагаат екстерно тестирање. Резултатите од спроведеното тестирање најпрво ќе го добијат 9 одделенците на 13 јуни, а за сите останати ученици на 17 јуни. Петото годишно време на Сашо Димовски и невидливи љубови на Владимир Јанковски, добитници на годинишното Рациново признание. Жири комисијата за прв пат одлучила оваа награда да ја поделат двајца автори. Сашо Димовски и Владимир Јанковски се годинешните добитници на Рациновото признание. За прв пат во овие 53 години, жири комисијата одлучила оваа награда да ја поделат двајца автори. Петото годишно време од Сашо Димовски невидлива љубов од Владимир Јанковски, жири комисијата ги оценува како дела кои се компактни, сосредочени околу една иста тема љубовта. Оценувајќи дека овие две сосема дивергентни матрици, ама и неспорно вибрантни романескни варијации на љубовна тема, интензивно ги поврзува токму она што навидум и ги разликува, дури и ги разделува, жири комисијата едногласно одлучи дека е најсоодветно Рациновото признание за 2016 да им биде доделено вака како што им се доделува екс екво. Рацин е подеднакво инспиративен и за Димовски и за Јанковски, велат лауреатите. Да се носи награда која го чествува и го велича неговото име, а подразбира да се живее и да се мисли, да се расудува и да се гради, да се создава едновремено во духот на она кое што Рацин го поставува како стандард. Уметноста не учи дека онаму каде што се околу нас е брзо, таа умее со својата бавност и спорост да ги намали, да ја намали брзината и да ги види нештата на еден друг начин. Почесното Рациново признание годинава патува за Хрватска. Професор доктор Борислав Павловски за децениската промоција и афирмација на македонската литература, книжевност и култура го добива во признание. За својата научна и наставна дејност го има добиено медалот на Филозофскиот факултет од Загреб во 2000 година, а во 2008 година Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје му го доделува и звањето почесен доктор на филолошките науки, доктор онорис кауза. Четврток и петок Велески го чествува големиот Рацин. Општо е задоволството овој начин на како што се изведуваат овие 2 години Рациновите средби. Има поддршка од граѓаните, што е за нас најбитно, има поддршка од луѓето кои што се занимаваат со пишување, нели? Има поддршка од целокупната јавност. Спомен костурницата, вечното почивалиште на Коста Солев Рацин, ќе биде местото каде годинава свечено ќе бидат отворени 53-тите Рацинови средби. Волонтери од Сдруженијето за безбедност на вода и планина, Македонски спасител, и оваа година за време на викендите ќе се грижат за безбедноста на капачите на Велешкото езеро Младост. Воедно членови на Сдруженијето професионално ќе бидат ангажирани и на градскиот базен. И оваа година членовите на Сдруженијето за безбедност на вода и планина, Македонски спасител, ќе го обезбедуваат крајбрежјето на езерото Младост. Како волонтери, тие неколку години поред се грижат за безбедноста на капачите, кои во викендите и за време на празниците доаѓаат во поголем број. Покрај волонтерскиот ангажман, годинава професионално ќе го обезбедуваат и градскиот базен. Би сакал само да дадеме едни препораки на граѓаните, да ги почитуваат оние надписи, знаци и препораки самите капалишта што ги поставуваат. Спасителите што ги препорачуваат, да ги почитуваат нивните совети и препораки, нормално да се прилагодат на временските услови. Македонски спасител ова лето по втор пат ќе го организира курсот за спасител јуниор,
каде ќе бидат опфатени деца на возраст од 9 до 16 години. Пред 2 години за прв пат беше истиот организиран на крајбрежјето на езерото Младост. Може да се пријават сите дечиња од 9 до 16 години. Единствен услов е да знаат да пливаат, односно имаат 3 месеци преку целата летна сезона да добро да стекнат кондиција, добро да знаат да пливаат, да се пријават, а останатото е на организаторите, односно инструкторите на македонски спасители. Со цел да се превенира кај помладата популација за безбедноста при капењето, ова здружение организираше неколку презентации во средните и основните училишта, каде теоретски им ги представија ризиците од можно удавење. Председателот Ѓорѓе Иванов ја повлече аболицијата. Во акцијата Еразмус на МВР утрово е приведено едно лице, а по 7 се трага. Странските компании ќе градат нови капацитети и ќе отворат нови работни места. Ова се вестите од Македонија. Во изминатите 10 дена откако председателот Ѓорѓе Иванов донес одлука за поништување на одлуките за помилување, ослободување од гонење без проведување на постапка за вкупно 22 политичари експонирани лица, од тогаш сите други лица согласно законските измени имале можност да поднесат лични барања за поништување на нивните одлуки за помилување. Меѓутоа и покрај декларативните најави на дел од нив дека ќе го сторат тоа, досега ниту еден од помилуваните не поднел барање за поништување на одлуките за нивно помилување. Стои во писмената изјава на председателот Ѓорѓе Иванов. Поради ова, денеска тој донел одлука да ги поништи и преостанатите одлуки за помилување кои ги донесе на 12 април. Тој уште еднаш потсетува дека за разлика од 12 април денеска имаме нова реалност во Македонија. Во услови на надворешни закани и безбедносни ризици имаме функционални институции кои можат да се справат со предизвиците, вели шефот на државата. Во акцијата Еразмус на Министерството за внатрешни работи, која од утрово се одвивала на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, осомничени се 8 лица. Акцијата вклучувала претрес на дел од возилата околу универзитетот. Првичните информации говорат дека 6 од осомничените се професори кои биле вработени на факултетот, а 2 лица се водат како помагачи. Според неофицијалните информации, приведено е едно лице, а по 7 се трага. Неофицијално, тие се сомничат за примање, давање подкуп, противправно посредување, злоупотреба на службена положба и овластувања и други дела. Во Министерството за внатрешни работи неколку години наназад се работело на документирање на случајот. И покрај негативните ефекти на политичката криза врз бизнисот, странските компании не се откажуваат од инвестициите во земјава, пишува Лидер. Доказ за тоа се 3 странски инвестиции кои за период од 1 недела ги стартуваа своите инвестициски активности во земјава. Тоа се холандската компанија Symphony Solution, инвестиција која најави 200 нови вработувања во IT секторот. Втората фабрика за автобуси на белгиската компанија Van Hol, каде се предвидени 450 директни и 100 индиректни вработувања, како и третата компанија на Johnson Controls во технолошко-индустриската развојна зона во Струмица. Како дополнителен доказ за ваквото мислење, Лидер ја наведува последната анкета на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија, која покажува дека и покрај политичката криза странските компании повторно би инвестирале во земјава. Овие инвестиции влијаат и врз менување на структурата на извозот, кој во првите 4 месеци од годинава е зголемен за 30,4%, споредено со истиот период минатата година. Најмалку 14 лица загинаа, а 24 се повредени при пат на автобус во канал за наводнување во Турција. Во поплавите во Европа загинаа најмалку 18 лица. Земјите се уште се борат со последиците. Ова е свето денеска.
Најмалку 14 лица загинаа, 24 се повредени кога автобус пон со основци падна во канал за наводнување во турската јужна област Османие. Од загинатите повеќето се деца. Учениците се враќале од еднодневна екскурзија кога од се уште непознати причини автобусот излетал од патот и се урнал во вода. Во моментот на несреќата во возилото се наоѓале 36 ученици. Турските медиуми објавија дека екскурзијата ја организирале самите ученици и нивниот професор, откако претходно не добиле дозвола од управата на училиштето во градот Хатај. Во поплавите кои ги погодија Германија, Франција, Белгија и Романија загинаа најмалку 18 лица, а во источниот дел на Франција се предвидува ново невреме. Во последните 3 децении Франција ја погодија најобилните поплави што предизвикаа изливање на сена. Францускиот председател Франсуа Оланд најави дека на утрешниот состанок на кој ќе председава премиерот Мануел Валс ќе бидат проценети штетите од поплавите. Во Германија поради најавеното невреме е откажан третиот и последен ден од популарниот фестивал на рок музиката Рок ам Ринг, откако во саботата од удар на гром се погодени 80 луѓе, соопштија организаторите на фестивалот. Председателскиот кандидат на Демократската партија Хилари Клинтон победи на внатрепартиските избори во Порто Рико. Според резултатите од пребројувањето на гласачкиот материјал на 22% од избирачките места, Клинтон освоила 64% од гласовите наспроти 35% за вториот претендент за председателската кандидатура на Демократската партија Берни Сандерс. Пред распределбата на 67-те пратеници од Порто Рико, Клинтон имаше потреба само од околу 60 пратеници, за да ги достигне неопходните 2383 делегати, со кои ќе освои кандидатурата на својата партија. Но сега и се потребни помалку од 30 делегати, посочуваат американските медиуми. Се очекува Клинтон конечната победа на првичните избори да ја обезбеди утре кога ќе гласаат 6 држави, вклучувајќи ја и Калифорнија, кои вкупно имаат 694 делегати. Берни Сандерс ги оспорува овие резултати и изјави дека суперделегатите не треба да влегуваат во конечната бројка, затоа што нивните гласови ќе станат официјални дури на конвенцијата на Демократската партија во Филаделфија, што ќе се одржи од 25 до 28 јули. Денеска имавме сончево, но нестабилно време. Во вечерните часови не очекува пороен дожд со грмежи и засилен ветер. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион. Благодарам што не гледавте. Пријатна вечер со програмата на К1.